Интересот за дуалните паралелки од година в година се зголемува, а засега најбараните профили од работодавците се трговски работници, градежни инженери, гипстери и фасадери, истакна раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ на денешниот настан Социјален диалог во рамките на кампањата Учи паметно, работи стручно. Кампањата има цел да ја подигне јавната свест за средното стручно образование, да едуцира и информира за неговата важност за националната економија преку унапредување и согласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Денеска пред компаниите, пред ресорното министерство, пред директорите и наставниците од средните стручни училишта ќе се одржи настан наставен како социјален диалог кој 5-та година поред во нашата општина се организира за да компаниите го презентираат, бидат прашани што им е потребно од профили и струки за да бидат опфатени за учебната 2026-2027 година за конкурсот кој ќе биде објавен од страна на ресорното министерство. Секоја година, веќе традиционално 5-та година, го одржуваме социјален диалог на кој сектор за образование изврши анализа за потребите на компаниите. Оваа година имаме рекордна бројка од 83 компании од локално ниво кои го имаат пополнето прашалникот. Ние како сектор изготвивме анализа и истата анализа ќе биде презентирана пред директорите, компаниите и представниците од МОН. Потоа ќе следи диалог помеѓу училиштата, работни состаноци и компаниите за потпишување на меморандум за соработка и нормално дека на крај како сектор за образованието со општина Куманово ќе испратиме барања до министерството кое до крајот на месецот март треба да објави конкурс за запишување на ученици во средните училишта за учебната 2026-2027 година. Интересот за дуалните паралелки од година на година се зголемува. Именно започнавме прва година, кога започнавме пред 4 години, започнавме со 7 паралелки на територија на општина Куманово. За 4 години бројот на дуалните паралелки изнесува 91 на територија на општина Куманово. Значи работодавците бараат од секакви профили, бидејќи се дефицитарни, но најмногу што бараат трговски работници, бараат градежни инженери, бараат гипсери, фасадери. Затоа е овој состанок за да се видат можностите на училиштата, капацитетот со кој располагаат и нормално и кадровскиот потенцијал во кој го имаат училиштата и затоа тој диалог е денеска за да ги слушнеме и барањата на компаниите, а тие барања потоа ќе бидат преточени во официјални кога ќе бидат поднесени до Министерство за образование и наука и нормално ресорното министерство е тоа кој го има конечниот збор кога ќе ги објават конкурсите. Ние во НАЦ Буѓони до изминатата година имавме само една дуална паралелка. Ние не по секоја цена сакавме тежнееме да отвориме дуална паралелка, да го настојуваме квалитетот на тие дуални паралелки да биде што е можно на повисоко ниво. Затоа имавме една реков дуална паралелка со германскиот гигант Дрекслермајер за профилот мехатроника. Од оваа година по интензивно лобирање кај фирмите што се наши потенцијални работодавачи за нашите ученици, успеавме оваа година да излобираме уште за 5 дуални паралелки. Имено станува збор за здравствената струка за дуална паралелка каде што Општа болница Куманово застана позади нас и тука станува збор за 3 паралелки. 2 паралелки на македонски наставен јазик и една паралелка на албански наставен јазик. Нормално, дуално образование знаете што значи, дека станува збор за поголем број на наставни часови по практична настава, што значи дека треба да се зголеми квалитетот на образованието на тие ученици кои што ќе се запишат оваа година. Втора работа за профилот електротехничар и енергетичар. Значи тука имавме интензивни разговори неколку години со ЕВА на Македонија, значи тоа е гигантот во таа област. Успеавме да потпишеме договор со нив, подкрепен со уште 2 договори со Светлост и Електрокуманово. Вкупен број на ученици кои што ќе посетуваат настава во таа дуална паралелка е 16, што значи дека исто како она што рекол за здравствена струка, квалитетот на образованието во овој профил треба да биде на многу повисоко ниво поради бројот на практични часови што ќе ги имат во фирмите. И последната, од машинската струка, тоа е новиот профил кој што го воведовме минатата година, возила на алтернативен погон, со кумановските предпријатија кои што изведуваат таа делатност, Делукс, Леон, Висто, значи подпишавме договори,
тие фирми застанаа позади таа паралелка со 22 ученика, што значи дека и таа паралелка успеавме да најдеме предпријатија, работодавачи кои што ќе овозможат да се изведува настава по тој модел. Од Министерството, за да овозможат дуална паралелка, бараат меморандуми со работка со конкретни работодавачи. Реков дека ние не настојувавме до изминатите години по секоја цена да направиме дуална паралелка, ние немаме проблем со запишување на ученици, целта беше да се подигне нивото на знаењето на учениците и успеавме во тоа. Не застануваме тука, имаме уште неколку профили кои што сакаме, тежнееме да ги направиме дуални паралелки. Интересот за дуални паралелки од година на година се повеќе расне, така да и во економско-правна и трговска струка и за следната учебна година ќе бараме дуални паралелки, како и во текстилно-кожарската струка, како и претходната година и оваа година ќе бараме економски техничар дуална паралелка, техничар за e-трговија и дигитален маркетинг дуална паралелка и банкарски администратор дуална паралелка во македонските паралелки, додека во албанските паралелки сите профили што ги имаме 4 годишни од економско-правна и трговска струка, како и текстилно-кожарска, ќе бидат дуални паралелки, бидејќи барањата за дуални паралелки интересот е таму поголем. Од текстилно-кожарска струка кај нас во македонските паралелки ќе бараме техничар за изработка на облека, техничар за обувки и техничар за дизајн на облека. Од последните 2 години, значи бројката значително се зголемува, посебно интересот кај дуалните паралелки, така да се надеваме и дека и следната учебна година ќе запишеме голем број на ученици.